Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министар, многу ми е жал што навистина вам ви падна паричката да дојдете во собранието и пред граѓаните да понудите едно вакво непопуларно решение, кој што искрено да кажам, навистина и иритира и на некој начин и девалвира, но тоа е. Популарните решенија ќе ги предлага други, а непопуларните вака ќе треба вие овдека да ги образлагате. Во една ситуација во која што сега се наоѓаме, една предизборна ситуација, а вие како влада во вашиот мандат точно или токму во делот на заштита на животната средина или во делот на заштита на здравјето на граѓаните од енормното загадување на воздухот, очајни од тоа што не понудивте ништо во периодот од 3 години и сакајки да се искупите од тоа, во брзањето, во вашето брзање, носите вакви непопуларни одлуки кои говорат дека вие сиот овај период и не сте имале никаква можност, не сте покажале никаква можност да реагирате, односно самите докажувате дека немате ниту визија, ниту пак понудувате некакви сериозни решенија за справување со овај сериозен проблем. 3 години, почитуван заменик министар, да носевте по една мерка против загадувањето на воздухот, јас верував дека ќе имавме многу посериозни подобрувања, отколку една ваква, да речам, несериозна мерка која што ја понудивте. Што вие правевте или што направивте? Ке бидам искрена, вие си подигрувате со самите себе си. Со оваа одлука која што вие сега ја поднесувате, вие самите со себе си играте мајтап. Вие самите покажавте дека сте неспособни штом поднесувате вакво неуставно, селективно и крајно дискриминаторско решение, ќе кажам. Подобро беше вакво нешто да не поднесувавте, ќе бевте посериозно, верувајте, сватени од граѓанството, отколку да си поигрувате на ваков начин. Каква е анализа да направиме? Можеме само едно да кажеме дека вие потврливте буквално во сите сфери, но најповеќе потврливте во делот на екологијата, или поточно во делот на непревземењето на мерки против загадувањето на воздухот. И тука вашата реализација е еднаква на нула. Во вашиот енормен буџет од 3,9 милиарди денари за ова сериозна појава која што имаме и која што ескалира последниве 3 години, за жал не презедовте ништо. Во минатиот буџет која го носите 2019 година, значи еуфорично најавувавте за прв пат во историјата на Република Македонија се издвоени 1,5 милиони денари за борба против загадувањето на воздухот. Што се случи од тие средства? Каде завршија тие средства, бидејќи не гледаме ниту една мерка која што ќе може, која што на било кој начин доведе до намалувањето на загадувањето на воздухот. Луѓето излегуваат на улиците. Имавте неколку предупредувања од страна на граѓаните, кои што кажуваат дека не донесовте ниту краткорочни, ниту среднорочни, ниту долгорочни мерки против загадувањето на воздухот. Не ми е јасно како можевте на ова навистина сериозно прашање, кое е поврзано пред се со здравјето на граѓаните, да не побудува еден интерес кај вас. Кажувате дека вложувате во човечки капитал. Ако навистина вака, на ваков начин се грижите за граѓаните, верувајте, во иднина нема вие да имате можност да вложите во човечки капитал. Дали знаете дека една од основните причини за енормното иселување на граѓаните е токму загадувањето на воздухот? Заради тоа се иселуваат граѓаните, заради тоа што се сериозно загрижени за своето здравје. Дали знаете дека напредокот на животната средина зависи од развојот на економијата, а вие не вложувате во развојот на економијата? Наместо напредување на животната средина имаме тотално деградирање. Вие наместо воспоставување на рамнотежа, вие направивте таков дисбаланс во животната средина преку, еве ќе кажаме, енормното сечење на шумите, без да водите никаква сметка за тоа, но затоа пак, спротивно на тоа, една акција, највреднувана акција, која што токму беше во насока било како да имаме некој бенефит во зачувувањето на чистиот воздух, вие
вие кажавте дека треба да се прекрати и ја прекративте нели она засади дрво акцијата која што години наназад се спроведуваше. Такви се вашите заложби во сферата на животната средина. И сега после сите овие негрежи, замислите, излегува едно вакво решение кое е тотално, како да кажаме, дискриминирачко и неуставно и ги дели граѓаните по основ повеќе загрозен и помалку загрозен. И како ќе се врши распоредот на климата? Вие кажувате дека со вашата мерка ќе офатите едвај минорни 10.000 граѓани. Кој ќе биде попривилегиран за да добие една ваква клима? По кој терк вие ќе ги делите, например, климите? Сега пред избори, еве, можеме да си предпоставиме како ќе ги делите климите. Вие мене глас, јас тебе клима. Така ли ќе ги делите климите во овој период? Тоа што му кажува на граѓаните? Извинете, почитувани граѓани, но вашите средства кои што ги има во буџетот, ние ќе ги искористиме за купување на повеќе гласови од вас. Па полицемерно не може да биде. Како е можно? Еве да кажеме во Скопје, каде што има енормно загадување, не знам колкав е бројот, 600-700 илјади жители, вие ќе делите едва 5200 клими и не ми е јасно како ќе ги изберите луѓето. Потоа, не знам колкав капацитет на плуќа имат, па кој повеќе ќе диши или голда загаден воздух, на него ќе му дадете клима. Бидејќи немате критериуми врз основа на кој што ќе ги делите климите. Во Битола, град од 100.000 жители, едва и 2.500 граѓани ќе земат клима. Кој ќе биде среќниот добитник? Не се знае. Тетово 1500 и Кичево 800 домакинства и кажувате со месечни примања до 30.000 денари. А другите граѓани во земјава нека дишат на шкрги, затоа што за нив државата не се грижи. Нивното здравје не е во опасност. Затоа нема да добијат клими. По вашето излагање, на почетокот кажавте дека оваа мерка ја воведувате заради енормното загадување и ги наброевте причинителите кои што допринесуваат за загадување на воздухот и кажавте дека се домакинствата, индустријата и во вашето излагање кажавте исто така и депониите се тие кои што предизвикуваат загадување на воздухот. Ако бевте доследни во тоа што го кажавте сега, да ве прашам, зошто нема индертер клими за Стружани во Струга? Па знаете вие дека ние имаме проблеми со депонијата во Струга? Знаете што прави депонијата и дека е сконцентрирана во централното подрачје на градот? Знаете дека зголемувањето на белодробните заболувања во Струга е енормно високо заради ова депонија која што се наоѓа во централното градско подрачје? И зошто нема клими за граѓаните од Струга? Не ми е јасно. Ова покажува колку сте неправични, колку сте селективни и во најмала рака на зборот колку сте формалисти во вашето работење. И овде кога сме кај Стружани, еве ги повикувам моите колеги од Струга и колегата Јован и колегата Агим и Сурија и Алија, кој што за жале ниеден од нив не се тука во салата, знаејќи дека ова што се предлага од владата е исклучително селективно и не е во насока подеднакво за сите, си заминале од салата. Верувам дека нема да го поддржат, бидејќи клими за Стружани нема. Инвертерите не само што биле еколошки, туку биле и најевтини начини за грејење, така кажува премиерот. Но меѓутоа, согласно предсметките и анализите, тоа не го кажува, не говори тоа така. Оние кои што ќе добијат клими, ќе плаќаат 3 пати поголема струја од вообичаеното или, еве вака, пластично, ако плаќале 1500 денари, со инвертерот ќе плаќало околу 4500 денари. И сега, што правите вие? Ќе кажете, па ние затоа ги зголемивте ме платите. Му ги зголемивте платите на граѓаните, па сега барате начин повратно да им ги земите назад. Ваква ли е вашата заложба за граѓаните? Барем ако бевте толку многу, како да кажам, загрижени, тогаш зошто не воведевте субвенционирање на оние граѓани кои што ќе земат клима, барем да земат субвенции за потрошена киловат час енергија, за да им се излезе во пресред, ќе немат пари луѓето за да платат трошоците кои што ќе климите инвертери ќе ги предизвикуваат.
Благодарам. Така да сметам дека ова купиден проде политика на владата не вродува со резултат. Благодарам.